Активностите на локалните и регионалните медиуми во врска со бришење на членот 102 од Законот за медиуми полека но сигурно даваат резултати. Посредбата на председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски со представниците на медиумите во Кочани, кога му беа предадени материјали за иницијативата за решавање на проблемите во оваа сфера, деновиве Кумановската локална телевизија Плюс реализираше интервју со премиерот Зоран Заев, со кој беше разговарано на истата тема. Локалните телевизии кои застанаа за иницијативата се договорија сите во своите информативни емисии да го емитуваат делот од разговорот на водителката со премиерот, кој се однесува токму на прашањата со укинување на спорниот член и за основање на така наречениот фонд за медиуми. И сосема на крајот на емисијата едно прашање кое што ги засега приватните медиуми би кажала. Дали сте запознаени какво е вашето мислење во врска со членот 102 од новиот закон на АВМ, со кој буквално се забранува на медиумите да извршат наплата за било каков вид на услуга кон државни и јавни локални институции, самоуправи и така натаму. Може ли да дојде до некоја измена, промена, дополна на овој член? Но секи ги новите закони за медиумите, законот за АВМ, законот за националниот сервис, овде е вградено и еден ваков член 102, кој што го спомнавте, кој што нема е местото таму. Зошто нема местото? Не само заради тоа што Сдруженијето на медиумите реагираат и на новинарите, заради тоа што има и практична потреба од бришењето на тој член. Граѓаните од од населените места во Куманово, од одредени населби од Куманово немаат начин како да се информираат за одредени проекти. Самиот член забранува, еве вашиот медиум, да се обрати до општина Куманово или телевизија ВИС да се обрати до општина Струмица. Јас бев градоначалник и го знам тоа практично. Советот и опозицијата нема да ги пренесе Сител, Канал 5, Алфа или не знам кој друг. Ќе ги пренесе само локалниот медиум. Така да ќе имат можност да има седници на совет во живо. Да ги пренесувате макар и постфестум самите седници на совет, да се слушне гласот на опозицијата. Така, ние веќе пренесуваме седницата на советот на општината. Ама не може да платите ништо за тоа. Заради тој член 102 треба да си плати општината, заради тоа што тоа му е дел од одговорноста за транспарентност према граѓаните. Второ, ако се гради, спортската сала во одредено село, другите граѓани не знаат дека се гради таму спортска сала, треба да бидат информирани. Се прави улицата во центарот на градот или во периферијата, другите граѓани што живеат во други локации во градот треба да знаат за тоа. Тоа Сител, тоа Канал 5, тоа 24 вести, сите други национални телевизии или кабелски телевизии нема да го пренесат. Од тука доаѓа директната потреба за овој член 102 да се избрише, затоа што локалните и регионалните медиуми немаат и друг начин на свое опстојување. Тие имаат своји рекламички, помали компании тука што работат и слично, но ако сакаме да имаме транспарентност, сериозен фокус, дискурс и дебата во општеството, државата мора да ги најде начините да ги отстрани пречките за одржливост на самите медиуми. Така да веќе разговаравме во владата, министерот Роберт Поповски, кој што е за транспарентност, комуникација и соработка со медиумите, го има тоа оформено, сакаме измена на законот да направиме, да членот 102 се избрише и не застануваме тука. Веќе со закон, односно со новиот ребаланс на буџет, ставивме дополнително 50 милиони денари на филмскиот фонд пари, заради тоа што ќе се менува законот и ќе се растаретат сите медиуми во државата за таа таксата што ја плаќаат во филмски фонд. Нема да ја плаќаат. Тие пари ќе останат кај вас, кај медиумите. Државата 50 милиони ќе му даде на филмскиот фонд, значи медиумите ќе имаат 50 милиони денари помалку обврски да плаќаат. Плюс веќе работиме на создавање на нов фонд, ако и Сдруженијето на новинари, Сдруженијата на медиумите, сите се согласни, ние би сакале во иднина да обезбедиме дополнителна одржливост на медиумите, секако само во согласно со медиумите, сами не, каде што ќе определиме одреден буџет за ова работа и ќе го дадеме на Сдруженијата. Тие по основ на критериуми, по основ на пондери, по основ на плати колку дават, колку концесии плаќаат на државата, на АВМ и слично, ќе може да ги распределуваат тие средства за да може да бидат одржливи. Затоа што пазарот на рекламирање е многу мал во државата и сите медиуми не можат да живеат од тоа што го имат како реклами. Така да државата е честна, односно владата е честна према сите своји субјекти и веруваме дека во делот на медиумскиот простор ќе имаме така позитивни новини за вас медиумите сите, зборам и за националните, и за регионалните, и за локалните, па дури зборувам и за печетените, тие веќе добија
500.000 евра годишно или 50 милиони денари годишно, многу повеќе, за печатење, како тоа што го прави Европа, но Европа помага и на електронските медиуми, така да и таквите пракси ќе ги воведеме и тука, за да имате одржливост. Веројатно и вие живеете тоа работите ве како новинар, вашите колеги и слично, а на државата сте неопходни. Очекувањата се дека во најкусможен рок ќе се избрише членот 102 и дека телевизиите, односно медиумите, ќе воспостават новата соработка со единиците на локалните самоуправи во интерес на транспарентност на општините и локалните власти во делокругот на нивното работење.